792 нови случаи, двајца починати. Ова е ковид билансот од вчерашниот ден. Најмногу новозаболени се регистрирани во Скопје, Битола и Охрид. Споредбено со минатиот период, бројките се поголеми, но според инфектолозите, новохоспитализираните не представуваат притисок врз здравствениот систем. Во Штип речиси 35% од тестираните се позитивни, а неинфективно хоспитализирани се 7 пациенти. Сите се со полесна форма на болеста. Хоспитализирани се генерално повозрастни пациенти над 60 годишна возраст и што е сега забележително на нашето оделение дека повеќето од нив имаат други коморбидитети или биле примени на другите оделенија поради друго основно заболување, а по излегување на позитивен резултат моментално ги пренесуваме кај нас. Расте бројот на заболени во Европа. Новиот бран е причина Светската здравствена организација да го продолжи периодот на пандемијата. Ситуацијата се уште е сериозна и представува висок ризик за јавното здравје, посочува Анабела Марија, директор на болница во Италија, која деновиве на меѓународната конференција во Штип со представници од Шпанија, Португалија, Франција, Германија разменуваат искуства за функционалноста на здравствениот систем во време на ковид пандемија. Многу помал број на пациенти има потреба да бидат на интензивна нега. Се разбира и понатаму имаме високи бројки на позитивни пациенти. Нацијата многу ни помогна и резултатите се видливи од тоа, бидејќи моментално одделите за интензивна нега не се оптеретени како што беа предходно. Што ќе донесе ова лето за медицинарите е неизвестно. Според нив место за паника нема. Доминира подваријантата Омикрон, која брзо се шири, но не предизвикува потешка форма на болеста. Досега од почетокот на пандемијата заразени се речиси 320.000 пациенти, а Македонија е во топ 5 земји по смртност од ковид.